Имате уште 20 секунди, ако сакате може да ги искористите и да затвораме темата. Да, ја запрев кај работата, значи треба да се политичките партии свесни дека кога дојдат на власт треба едно море од акти да спроведат, ние не треба ништо да измислуваме, сите тие работи веќе се направени во другите држави или се веќе прават, така да треба едно море од закони да се донесат за да можеме да се прилагодиме на таму кај што треба да одиме, а тоа е Европската унија, и тоа бара многу работа и посветеност на тоа. Так. А сето ова е бегање од проблемите и од реалност. Добро, ви благодарам многу. Овдека некаде ја затвораме првата тема. За втората тема господинот Митрев треба да се подготви. И дајте ми ги резултатите после првиот круг, се разбира, иако јас така таинствено ги чувам цело време. Добро, интересно, еден од вас тројца води многу. Ајде, да одиме втората тема во Ведничарот, не смем да кажам, така е. Во Ведничарот е господинот Митрев, слушате добро втората тема. Македонската мисија во Брисел ќе има тешка задача. Прво ќе треба да објаснува дека македонците не злоупотребуваат веќе издадени визи, како и тоа дека не се азиланти во Европската унија. По друга страна, Брисел не испратил се уште никаков документ кој би бил опција за македонските граѓани. Додека години наназад МНР преговара, македонците се туркаат во редови, амбасадите уште ДНК да бараат во потребната документација и на крај, кога евентуално ќе ја добијат визата, треба да скокаат не баре добиле бебе. Предмет на првите преговори ќе бидат визите за 90 дена и привилегираните категории на граѓани – научници, студенти, новинари, бизнисмени, уметници, спортисти. Најново е дека сега и да сакате да скокнете до Хрватска, ви треба гарантно писмо заверено од нотар, а ако ова уредно го нема патникот, следува печат на граница за забрана за влез. Што сега се крива толку паника? Баш ни е убаво тука, затворени, виртуелно поврзани со светот. Глобализација, има време. Останува да си го повторуваме омилениот рефрен на сите македонци. Што е наше, ќе си дојде. Не, ќе бараме визи. Глупости. Господине Митре, вашите 60 секунди. Па јас за визите можем од лично искуство да кажам, бидејќи минав долг период од странство и знам што значише да се добијат визи за работа, виза за престој и така натаму. И тоа не можеме и не смееме да она дискриминирачка малтене улога која ни е наметна европските земји према нашиот излаз во странство, не смееме да го лоцираме кај нив и да видиме на нив кивни, бидејќи ние како држава не направивме регулатива во која ние ќе изразиме нашата државност. Ние имавме пасош и јас имав долго време пасош без никаков грб, пасош кој се одлепуваше од она страницата таму кај што беше залепена, па често пати ми проверува 300 други работи. Така да голема вина у сето тоа лежи до сега во сработеното во државата и